Благодарам председателе, почитувани колеги пратеници, почитуван министер Димитров, почитувани медиуми, почитувани граѓани. Јас сакам малку да ја сменам природата на дебатата која што се води денеска, имајќи во предвид дека оваа втора интерпелација на министерот Димитров е можност да видиме со какви аргументи располагаме по однос на неговата работа и секако да видиме дали има промена на реториката од првата интерпелација во контекст на оваа втора интерпелација. И тоа е добра прилика, одлична прилика за граѓаните да видат дали сме излегле од рововите на квази-патриотизмот, дали сме ги согледале перспективите за Република Македонија по договорот од Преспа и ратификацијата во двата парламента и да се обидеме да најдеме константа која што ги води политичарите и министрите за надворешни работи изминативе години, а во овој контекст министерот за надворешни работи господинот Никола Димитров. И јас ке зборам за таа константа и за улогата на министерот за надворешни работи во градењето на меѓународниот кредибилитет на нашата меѓународна политика во сферата на меѓународните односи и секако евроатлантските перспективи за Македонија и имиджот за Република Македонија. Прв пат имам прилика јавно да зборувам за личноста и делото на министерот за надворешни работи Никола Димитров, иако во многу настани и во многу ситуации сме се разминувале, а сме имале иста реторика за многу важни прашања кои што за денеска се покажаа дека се суштински за иднината и перспективата на нашата Македонија. Тој можете да го наречете како сакате, да му залепите секакви епитети, меѓутоа едно нешто не може да му го оспорите, а тоа е неговата константа, а тоа е Република Македонија. Не можете да му оспорите дека во изминативе години, од 96-та наваму, преку извршување на функцијата заменик министер за надворешни работи, представувањето на Република Македонија на амбасадорските функции кои што ги имал во Холандија и во Соединетите Американски држави, представувањето во Хаг, овластен преговарач во спорот со Република Грција под покровителство на Обединетите нации, советник за национална безбедност и меѓународни односи за човековите права на покојниот председател Борис Трајковски, е нешто што говори дека овој министер за надворешни работи во изминативе години, во периодот на самостојна Македонија, има една единствена константа, а тоа е интересот на Република Македонија, а не интересот на партијата и интересот на личностите. И затоа мислам дека Република Македонија ќе има прилика да го запише во историјата како еден од ретките министри за надворешни работи што имал визионерство, храброст и знаење да затвори еден ваков децениски спор, што значи перспектива за Република Македонија, граѓаните на Република Македонија, младите генерации и секако за окружување на неговата мисија за каузата, а тоа е Република Македонија. И во тој контекст, таа константа и таа проактивност му даде необична реторика од оваа говорница, од средбите со официјалните представници на странски држави, на конференции, на сите форуми кои што не им се гледа бројот во изминативе години, како ја представуваше Република Македонија и со каква гордост зборуваше за перспективите на Република Македонија. Но му даде и еден друг квалитет во тој политички наратив. Да не биде класичен политичар, бидејќи не е, затоа што е длабок познавач на корените за спорот помеѓу Република Македонија и Република Грција во делот на уставното име и секако голем познавач на корените
на таа квази-патриотска нота, која што ни се провлекува од остамостојувањето до денес, па дури и од оваа говорница, и по завршувањето и заокружувањето на овој деценијски спор, што отвара евроатлантска перспектива за Република Македонија. И секако, во давањето на аргументите од тој квантум на знаење и познавање за причините, за тие нарушени односи, вистината боли. Ретко кој политичар, особено од дипломатска фотелја, ќе ја каже вистината без да го заболи некого. И тој кажа големи вистини. Тоа што ние, како граѓани, како политичари, како представници на политички партии, не знаеме да ја признаеме вистината, која што ја слушаме, тоа е наш проблем. Не е проблем на министерот Димитров и не е проблем на политичарите што не знаат да излезат од тие ровови на таа пропаганда која што се фаќа за збор, а не се фаќа за идеја и за цел. И тука е разликата. Кога зборуваме за патриотизмот во 21. век, ние го живееме. Ниту јас, ниту вие, ниту почитуваниот Димитров не е помал патриот и помал македонец во сите овие изминати периоди. И затоа јас не ја прифаќам дебатата на поделба помеѓу патриоти и предавници, на тие кои што бранеле и на оние кои што продавале. Затоа што времето ќе покаже дека ова визионерство што го има министерот Никола Димитров и премиерот Зоран Заев во овие меѓународни консталации, кога се кршат копија во регионот, значи безбедност и обезбедување на перспективите и просперитетот на Република Македонија како стабилна, респектибилна земја членка на НАТО со отпочнати преговори со Европската Унија за членство во тоа европско семејство, чии што вредности, ценето од денешнава реторика, ќе треба многу долго да ги учиме. И јас ќе му порачам на министерот Димитров да биде горд, да биде исправен и горд за сето ова што го слуша и што го направи за Република Македонија. Затоа што, како што кажав, со премиерот Заев ќе бидат испишани во историјата на Република, современата историја на Република Македонија, како човек кој што научил од историјата, научил да ги надмине предрасудите, стереотипите на Балканот, од непријателите да направи пријатели и да ги отвори портите за Република Македонија, што значи да стави крај на таа реторика која што не дели и не води во конфликтност. Јас се сеќавам кога зборував за ратификацијата на договорот со Бугарија и со Грција, кажав една анегдота за која што верувам сите ја знаете. А тоа е адвокатот кој што го решил спорот со дрвото што се наоѓало на меѓата помеѓу двајца соседи. Отрчал дома и рекол: тато, јас го решив проблемот и веќе спор меѓу соседите нема. Таткото, како искусен судија, му рекол: па од тој спор јас тебе те школував, ти го обезбедував сиот финансиски благодет. Сега кога го нема дрвото, нема спор и нема благодет. Во таа насока, решавањето на овој деценијски спор значи одземање на една националистичка, би кажала и шовинистичка реторика, која што не е својствена за членки и кандидати за членки во Европската Унија, туку е својствена за едно минато време, за една историја која што толку многу ја експлоатирате во вашите говори, а верувам многу малку и ја познавате. Во тој контекст сакам да кажам дека начело со Никола Димитров и владата Република Македонија со овие историски чекори напред ќе ги направи суштинските промени
за Република Македонија што ќе бидат ценети од идните генерации како Благодарам. еден визионерски потек на визионери кои што не биле разбрани во времето кога делуваа. Благодарам. Благодарам. Тука